јас тврдам, немам право да ги изнесам документите, како што они тврдат дека имал соработка од идеолошка политичка природа, јас тврдам дека нема ни една изјава на господинот починат академик од идеолошка политичка природа, дека сите негови изјави се негов личен став и однос према способноста или неспособноста во неговата бранша на лица, и тој е личен став кој секој може да каже, и јас може да кажам за мој колега, добар правник, не е добар правник, тоа нема врска со идеологија. Сега они, вадејќи на тоа дека нема идеологија, изјавија јавно на еден од пресовите, уствари на изјавите што ги дава последница, дека целта на лустрацијата, да биде попрецизен, цел на лустрацијата е да се осознае за вистината на моралот, етиката и вредностите на одредени личности. Кој им го дал тоа право за етика и морално одредени личности да дискутираат? Целта на лустрацијата е прочистување на институциите од лица кои во минатиот период кршеле човекови права. Меѓутоа институции, не пензионерски домови, не некои институции на горниот свет доколку постојат. Ја немам поима, не прочистување на тие институции, него на актуелни институции кои ја креираат оваа демократија. Ево такви институции да нема лица кои некогаш кршеле човекови права. Тоа е основната цел на лустрацијата. И со оглед на сето тоа, лустрацијата треба да продолжи во тој правец, прочистување на институциите, да го завршиме тој процес што побрзо и побезболно, да го направиме тоа национално помирување конечно и дефинитивно и да се свртиме кон иднината. Го споменуваме случајот Фрчковски, не со цел да го бранам јас Фрчковски. Фрчковски само си е доволно способен и спремен сам да си ги брани своите ставови. Него низ тој пример сакам да покажам што бранат овие членови на комисијата. Со осудувањето на наредбите на господинот Фрчковски со кои се кршени човекови права, они ги штитат по нивно жртвите на тие наредби. А жртви на тие наредби, според нив се лица кои сметаат дека македонската држава, како самостојна држава, не треба да функционира. Дека треба да се приклучи кон друга држава и дека тоа треба да се направи со насилно отстранување на противниците на таа идеја. За такви луѓе давал наредби Фрчковски. Па ако не дал, тогаш би требало да го осудуваме, тоа би било велепредавство на нацијата и на државата. Жртви, според нив, се лица кои се стремеле за остварување на големо бугарските стремежи спрема Македонија. Тоа се жртви за нив. Па како може така да резонира? Жртви, според нив, се лица македонски државјани кои застапувале тезата дека не постои македонски народ. Па за кого они лица кои биле во врска со бугарската СМД, која пропагирала дека Македонија треба да биде во состав на Бугарија, лица кои контактирале со странски разузнавачки служби. Тие лица, според мнозинство на комисијата, се жртви. Не се тие жртви. Жртви според нив се лица кои сакале да го рушат уставниот поредок, го поткупуваат и рушат уставниот поредок. Индиректно, штитејќи ги тие лица, они зборуваат за себе. Јас сега се прашам, се поставува прашањето каков е нивниот став на мнозинството на комисијата кон самобитноста на македонската држава. Каков е нивниот став кон македонскиот народ, кон идентитетот, кон самостојноста на македонската држава. Нивниот став е многу битен. И тој доведува на таа размисла дека ова е квистинско однесување. Они тврдат, мнозинството во комисијата, дека за господинот Карајанов постојат и други документи покрај тој што го подметна, што е више за кривична одговорност. Ни мене, ни на јавноста, до сега не ги покажаа тие други документи. Доколку они би имале друг документ, и текако би мафтале со нив во јавноста. Таму тврде дека ја омаловажувам работата на комисијата и останатите нејзини членови.
уште не сватиле дека јас не само што ја омаловажувам, ја и лично ја осудувам нивната работа, која сметам за противуставна и противзаконита, и која е на штета на македонскиот граѓани како поединец, на македонската нација во целост и на самата држава